Сте слушали за еден од најпознатите тестови во психологијата, наречен маршмелоу тест. Не сте слушнале? Го правел некаде кон крајот на 60-тите, почетокот на 70-те години професорот на Стенфорд универзитетот Волтер Мишел. Така да за почеток ќе го видиме тестот. Станува збор за тест каде што се тестираат мали дечиња од 4 до 7 години, се внесуваат во една соба каде што нема буквално ништо за да не им го привлекува вниманието и пред нив на тањер им се става оној познат американски колач, како да го кажам, маршмелоу. Тоа е едноставно вода, шекер и желатин, ама е толку омилен. Да, го има и тука, да. И им се вели, значи се става едно. И му се вели на детето, ако издржи да не го изеде 15 минути, после 15 минути влегува жената која што ги тестира и му дава на подарок уште едно. Па да видиме, сега за почеток ќе видиме видеото, ќе видиме реакциите на децата, а подоа ќе продолжиме со темата. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Интересно, а?
што направил греот. Значи, видовме, мислам дека 2 или 3 не издржаа, па почнаа да јадат, меѓутоа повеќето издржаа, барем така се виде на видеото, но видовте со што се соочуваа, значи, да. Тоа е, после падот во грев на нашите прародители Адам и Ева, се случиле големи промени во нашиот ум и како што пред некоја сабота истакнавме, таа пониска природа почнала да владее со повисоката. Значи, страстите, желбите, апетитот почнале да владеат со умот, разумот, совеста и едноставно Господ не оставил после падот во грев, туку веднаш се вклучил во обнова на човечката раса, значи враќање на тој ум во нормала, или како што читаме во второ послание до Тимотеј 1:7, ајде да прочитаме второ послание до Тимотеј 1:7, се вели вака. Зошто Бог не ни даде дух на страшливост, туку дух на сила, љубов и себевладење. Или овој збор себевладење е преведен уште како разбраност, самодисциплина, самоконтрола. Токму тоа е тоа тестот кој што го видовме, е тест на самоконтролата на овие мали дечиња. Веројатно ние би биле можеби повоздржани или пак не. Но еве кај мали деца се гледа колку е значи страшен гревот да не може да се воздржи, иако значи му е ветено уште едно дупло, значи ако доколку издржи. Таа самоконтрола е навистина враќање на умот во онаа нормала, кога човек има самоконтрола, кога може да владее со самиот себе или самовладење, како што вели овде, тоаш веќе е друга приказната. Знаете, секој од нас понекогаш се однесува и прави некои работи кои што се надвор од умот, може да кажеме, но тоа е тоа. На секого му е потребно од нас таа самоконтрола, кој што е всушност клучниот фактор за успехот во животот. Значи, овие деца што ги видовте, мислам, добро, ова е нели помодерно видео, меѓутоа тестот кој што го правил овој универзитетски професор Волтер Мишел се состои во тоа што тој после години и години, кога овие деца пораснале, значи станале тинејџери и покасно, се увидело и утврдило дека оние кои што имале самоконтрола, успеле да се воздржат и да почекаат 15 минути, многу поголем успех постигнале во сите области во својот живот. Значи, подобро можеле да ги поднесат стресните моменти, биле по-несклони на дебелење и на ред други работи. Значи, едноставно, многу по-успешни биле во животот. Има еден друг експеримент, кој што е наречен според исто професорот што го правил, Баумајстер, кој што бил меѓу првите кој што е покажал преку експеримент, ја покажал силата на волјата, затоа што нели зборувавме дека клучниот фактор е волјата. Волјата е таа одлучувачка сила. Во овој експеримент била направена анкета, односно прашалник, каде биле испрашувани повеќе од 1 милион луѓе, значи доста опфатен експеримент. И им било поставено прашањето. Биле запрашани да ја кажат својата најголема сила и својата најголема слабост. Значи, каде се најсилни, а каде се најслаби. На она прво прашање,
каде е нивната најголема сила, само контролата била на самото дно од листата, кај повеќето од нив, дори 90 и кусур проценти. Многу ретки биле луѓето кои што, значи, само контролата била некаде погоре на листата. А на прашањето каде е нивната најголема слабост, само контролата била на самиот врв од листата. Што покажува, значи, колку гревот си го направил своето и ѓаволот го прави своето, значи, со својата перфидна игра со нашиот ум. И токму самоконтролата, овој професор открил дека повеќето од најголемите проблеми што ги задесуваат луѓето во животот, било да се тоа лични или од социјална природа, имаат поврзано со недостаток на токму на самоконтрола. Знаеме, спомнавме дека ѓаволот токму тоа и го посакува, значи да го има оној обратен ред во нашиот ум, или да бидеме водени од таа пониска природа, затоа што преку неа, преку страстите, преку чувствата, апетитот, едноставно ќе завладее со нас и ние стануваме негови робови, како што претходно спомнавме. Видите што вели сестра Елен Вајд во книгата Мисли од гората на блаженствата на 141 страна. Битката која што треба да ја биеме, најголема битка која некојаш ја водел човекот, е покорувањето на нашето јас на Божјата волја, подчинување на срцето на врховната власт на љубовта. Може би најдобар пример на овие наши простори овде е Александар Македонски, кој што, нели, ете, многу ми насакат да си го имаат како свој, да си го присвојат човекот кој што освоил толку многу, стигнал толку далеку, меѓутоа немал самоконтрола, значи имал проблем, како и повеќето од нас, значи и тој е во тоа исто друштво, имал страшен проблем со самоконтролата. И тоа е она што го уништило. Кога би замислили една патека на гревот, како тоа гревот се движи, да имаме еден графикон сега пред нас, ќе видиме дека секој грев е пропратен со задоволство. Значи, тоа мораме да го признаеме. Но, тоа не бутка надолу на таа скала. Е сега патот на враќањето назад, патот кон победата, е спротивниот. Чувство на болка, внимавајте добро, значи, зборувавме, нели, за радост пред некоја сабота. Меѓутоа, промената, мораме да признаеме дека таа промена, тие чекори на промена, се ите како болни за грешната човечка природа. Но, ве бутка нагоре. За разлика од гревот кој што ве бутка надолу, тоа е токму поради влачењето на оној хормон допамин, значи хормонот на задоволството, како што, дали, претходно истакнавме. Значи, патеката на победата, на послушноста е спротивна од таа патека на гревот. Пропратена е со болка, но ве искачува нагоре. Па и самиот Исус рекол, како кажал, да го следиме Него, меѓутоа што друго кажа? Откажете се од себе, така ли? Земете го крстот и тргнете по мене. Па зарем тоа не опфаќа болка? Мислам, често пати ние знаеме да кажеме во муабет, ке си го влечам крстот, ке си го носам крстот. Носењето на крстот сигурно не е некоја убава работа. Значи, откажување од себе, тоа е и како болно. Меѓутоа, тоа се чувствува при промените, но кога ќе му се предадете на Бога, тогаш ќе имате и вистински мир и вистинска радост, за кој што зборувавме. Еве што запишала Елен Вајд исто во еден друг цитат во книгата Здравје и среќа на 356 страна, тоа е од македонскиот превод. Најсилниот доказ за падот на човекот од повисока положба е фактот дека неговото враќање чини толку многу.
Патот кон дома може да биде освоен само со напорна борба, педа по педа, час по час. Ние можеме да се ставиме под власта на злото во само еден миг, со една избрзана невнимателна постапка. Но потребно е многу повеќе од миг за да се скршат синџирите и да се досегне посвет живот. Значи, многу лесно може да се падне, ама враќањето е значително потешко. Можеме да си одредиме цел и да започнеме со работа, но постигнувањето на целта бара напори, време, истреност, трпение и жртва. Со Господа е лесно, да, знаеме да кажеме, меѓутоа не е лесно да се справиш со грешната природа, со своето јас. Тоа е најтешкиот дел. Елен Вајт на друго место ќе каже, тоа е тој мал дел, што е наш дел, каде што Господ не се меша, тоа е слободната волја и предавањето на нашата волја на Божја страна, на Божјата волја, тоа е најтешкиот дел. Иако е мал, но без тој дел Господ не би можел ништо да постигне со нас. И сега кога го читаме ова, може човек да се обескрбри, затоа што знаете, луѓето денеска, па не само денеска, меѓутоа посебно во овој брз начин на живење, ова темпо, овој тип на живење кој што го имаме денеска, луѓето се сакаат нешто да биде брзо и лесно. Такво е живењето. Дури 15 минути не може да се чека. Да прочитаме после падот во грев какви последици имало врз нашите прародители. И да видиме дека тие проклетства, да кажеме, кои што ги снашле, всушност Господ ги пресметал да бидат благослови. Токму од она што го кажавме погоре. Патот, значи на враќање назад, е многу потежок. Читаме во Битие 3 глава, од 16 стих. Битие 3 од 16, па до 19 текаде. На жената и рече, ки ти ги умножа многу маките на твојата бременост, во маки ки ги раѓаш децата, твојот копнаш ки биде кон мажот твој, а тој ки владее над тебе. А на човекот му рече, затоа што го послуша гласот на својата жена, та јадеше од дрвото за кое ти заповеда, велејки не ке јадеш од него, земјата ке е проклета заради тебе, во мака ке се храниш од неа сите денови на својот живот. Ки ти раѓа трње и троскот, а ти ке јадеш полски растенија. Со пот на своето лице ке јадеш леп, доека не се вратиш во земјата, зашто од неа беше земен, прав си и во прав ке се вратиш. Не било вака на почетокот, нели? Не било вака во Едемската градина. Но ова навидум проклетство всушност представува благослов за човекот. Дури и научници потврдуваат дека при самата обработка на земјата, еве конкретно земјоделие, се ослободуваат некои бактерии кои што делуваат на лачење на серотонинот кај човекот. Интересно. Тоа се нели некои по-современи истражувања кои што дури и така потврдуваат дека сето ова што Адам и Ева го добиле како проклетство на некој начин, како последица на паѓањето во гревот, е благослов за човекот. Обично ние не сме склони да гледаме на такви некои работи, кога ни е тешко, кога било што трпиме во нашиот живот, да гледаме како на благослов. Но, еве, јас во овој миг се сеќавам на зборовите на Елен Вајт, кога била најболна, кога и било најтешко, вели дека била најблиску до Бога. Сега, да си замислиме пак еден графикон, че таа патека на гревот, како делува гревот, или во случајов, еве, ке земеме пример со некој тип на дрога. Што знам, еве, нека биде кокаин. При користењето, првиот ден и да нема некои показатели, меѓутоа вториот ден го доживувате она хај, што го викаат. Висина на лачење на тој допамин и задоволство. Тогаш мислите дека се е ваше, се е супер, околу вас може што и да се случува на вас ви е одлично.
И сега што е поентата? Третиот ден, така ниско паѓа допаминот. Значи, 5 пати пониско од она што сте биле хај. И сега уште еден момент, кој што е битен. Од тој трети ден, за да се врати нивото на допамин на нормалното ниво, значи, се потребни цели 7 дена, цела недела. И сега знаете, мозокот е чудна работа, меѓутоа ги бележи тие моменти, значи мене ми беше супер кога конзумирав. За разлика од тоа, откако помина дејството, ми беше очено за никаде. И ајде пак, нова доза. Но што се случува сега? Тоа е исто интересно. Потребно е повеќе да се земе за да се достигне она хај, она искуство на задоволство. Тоа нагло зимање, лачење на допамин, делува на затварање на рецепторите во мозокот за примање на тој допамин и вие не можете да се задоволите сега со таа количина. Потребно ви е поголема. И тоа е случајот со сите тие зависности. Дали алкохолизам, дали... Значи, едноставно, бараат се повеќе и повеќе. Така тргнува, нели, обично, зашто викаат, па, алкохоличар се станува од една чашка. Значи, од малку почнува. Да. И тоа е штосот, да кажем, на ѓаволот. Да ве сруши, тотално да ве сруши, да ве бутне во депресија, во безнадежност. Нема веќе возбуда, нема еуфорија. Значи сега ми треба повеќе. Ѓаволска тактика, навистина, за да ве бутне во мизерија и да ви го уништи животот. И колку многу млади денеска завршуваат така мизерно. И то се повеќе и повеќе е присутно. Немате да мислите дека случајно е тоа што се почесто се наоѓа дрога. Не дека тоа е лесна заработка само, туку ја би рекол дека сето тоа е пресметано. И јас веќе на ништо не верувам во овој свет. Се што гледам, се е за мене пресметано. Се е тоа со умисла, се е тоа со план. За уништување на човечката раса, колку што може повеќе, поготово младите. Сега ова е многу битен дел, за да сватиме како функционира волјата, како ги носиме одлуките. Значи, ова е малку така од научен аспект, ама поедноставено, значи, поедноставно не може да биде. Рековме дека има преку 80 милиарди неврони или нервни клетки во нашиот мозок. Исповрзани меѓу себе, значи поврзани со целото тело преку секој орган во телото. 80 милиарди. Но да го поедноставиме целиот тој процес и ќе си замислиме дека имаме еден неврон, односно два неврона пред себе. И знаете како функционира нервниот систем? Значи на база на електрична енергија, што е електрицитет. Да. 10 миливолти, тоа е многу ниско. Меѓутоа, сега да замислиме едниот неврон, вика да, земи го тоа, јади го да речеме, било, имате некоја храна пред вас, еве, маршмелоу, а другиот вика не. Сега зависи од тоа кој ќе превагне со електрицитетот. Ако имаме да оно што вика не, емитува 20 миливолти, а другиот што вика да, 50 миливолти, а пазите, доволна разлика е 10 миливолти за да превагне едниот. И тука има нели голема разлика, нормално е да паднеме на она да. Значи, потребна е разлика од 10 миливолти, кое што паднатиот човечки род после падот во грев ги нема, ги изгубил. Ако читате, Елен Вајт вели дека Адам и Ева на почетокот пред падот во гревот природно им било да бидат послушни, значи, немале проблем со тоа. Меѓутоа, после падот го изгубиле сето тоа. И им е потребна сила од озгора.
Сега, еве, да се замислиме дека имаме некој детенце, еве, со некој колач, мајка му подготвила, еве, Марко ќе го наречеме, му подготвила некој вкусен колач, кој што тој го обожава. И самото влегување во кујна го осеќа мирисот, значи, почнува тоа дразнење, значи, таа стимулација, и готово, детето сака да проба. И, како што реков, 50 на 20. 50 е за, 20 е против. Што ќе направи, Марко? Ќе изеде. Но имаме една друга сега ситуација. Марко пак го осеќа некој друг ден тој мирис на тие колачиња, ама мајка му рекла претходно, немој да јадеш, затоа што нема да те водам на рингишпел. И сега е малку поинаква ситуацијата. Невронот кој што вика не, значи ова е поедноставување на работите, нема да мислите дека сега тоа е така, бе. Е 60 миливолти емитува енергија. Овој другиот што вика да е исто 50, значи останува на 50. Ја имаме таа разлика од 10 миливолти и Марко ќе се стрпи. Нема да јаде, затоа што размислува си, а чекај, мама има право, веројатно има право што ми вика да не јадам, а плюс тоа па и сакам на рингишпил да отидам. Е сега, за да имаме уште поцврста одлука, потребна е истрајност, потребни се позитивни одлуки и да таа разлика биде многу поголема, не само 10, значи тоа е тесно. Што би било ако е 59 на 50? Нема да преврне. Рековме, разликата треба да е 10 миливолти. Така да, потребна е многу поголема разлика. Е сега, уште една битна работа, која што сме ја напоменувале тука, е да знаеме дека колку повеќе пати се пали тој неврон, тој расте у својата големина и создава нервна патека, која што на следната дразба, стимулација, многу полесно е пак да се запали. Како што обично се кажува таа илустрација низ поле со висока трева, каде што веќе ако еднаш сте поминале, следниот пат ќе ви биде најлесно таму да помините кај што веќе сте поминале. И поминувајќи повеќе пати ќе ја затапкаде патеката и се полесно и полесно вие таму да поминувате, кој сега ќе оди да прави друга патека. Ова е добро кога станува збор за да речеме добра навика, ама ете како се појавуваат и лошите навики и како паѓате во тоа робство. И навистина со навиките е страшна работа, борбата е страшна. Може да земеме пример еве со клавир, со пијано. Ја немам поим, значи ниту сум пробал да свирам, меѓутоа еве, можеби Зоран може да потврди кога учел, на почетокот веројатно свирал како да кажам, типка по типка на 10 секунди една нота. Ја може би седнал и сега да знам, да ми ги покаже само некои нотите и би ја отсвирил можеби, ама онака бавно, ми фа сол сол фа мире, како беше уште од основно ја памтам. Значи ја знам во глава, па по ноти онака да се мачам и некако да. Меѓутоа, колку повеќе вежбате, колку повеќе повторувате, што станува? Се полесно и полесно вие. И на крајот доаѓа време, можеби кога нема потреба ни да гледате. И свирите перфектно. Тоа е исто со навиките, со стварањето на тие нервни патеки. Е сега, ѓавол кога им дошол на Адам и Ева, ги прелажал, навистина ги прелажал, и што им рекол дека ќе им даде, ќе добијат додатна сила, додатна моќ. Меѓутоа, не сила, туку добиле слабост, ги изгубиле тие 10 миливолти, иако не биле 10, веројатно многу повеќе. Не е 220. Тоа е премногу. И човекот сам од себе не може сам, не може ни да се промени сам. Не може, не е возможно. Значи, гревот донел слабост, но Господ, како што рековме, не оставил, тој, дури ако не сакаме, знаете, имаме некојаш проблем, односно, можеби, со некој проблем што го имаме со грев, со навика, основниот проблем кај нас е што не сакаме да го оставиме. Да бидеме реални. Не сакаме. Значи, сме влегле во таа шема,
допамин, серотонин, убаво чувство, еуфорија и нема излегување. Ако не сакаме, па дури тука Господ, значи, да не се сватиме сега погрешно, може да делува со својата милост, но не спротивно нашата волја секако, може да делува со својата милост, да, и да сакаме, а и да постапуваме според неговата волја. Кај се наоѓаше тој стих? Филипјаните 2.13 е еден од поубавите стихови. Зошто Бог е оној, Филипјаните 2.13, кој действува во вас да сакате и да постапувате според неговата волја. Мора да бидеме, значи, искрени пред Бога, целосно искрени. Дали сакаме или не сакаме? Ако е така, тогаш да пристапиме пред Него и да му кажеме: Господи, јас немам желба како прво. Немам желба, дај ми желба. А потоа и сила, нормално. А Господ ветил, потпрете се на ово ветување. Затоа што само Тој може да ни даде сила. И мора да бидеме одлучни, затоа што не се добиваат така лесно тие битки. Еве ќе читаме еден друг цитат од Петото сведоштво до црквата, 267 страна. Ние треба да задобиеме големи победи, а ако не ги извојуваме, ќе го загубиме небото. Телесното срце мора да биде распнато, бидејќи е склоно на морална расипаност која завршува со смрт. Ништо не може да ја помогне на душата, освен животодавното влијание на Евангелието. Молете се силната енергија на Светиот Дух, со неговата освежувачка, обновувачка и преобразувачка сила, да падне како електричен шок. Видите со какви зборови се користи Елен Вајт. Токму со начинот како функционира, значи, сето тоа во нашиот мозок. Значи, да падне таа сила, силна енергија на Светиот Дух како електричен шок на парализираната душа, проникнувајќи ја со нов живот, односно проникнувајќи го со нов живот секој нерв, враќајќи го во духовно здравие целиот човек од неговата замреност и земска сетилност. Неверојатен речник. Потребно ни е дружење со Господа, потребно ни е дружење со Неговото Слово. Само да се подсетиме на 2 стиха од 119 псалм, не мора да отварате, времето ни одминува. Во срцето го запази в Твојот збор, за да не е сгрешен против Тебе. 119.11 или 119.105. Твоето Слово е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. Не само дека буквално да го сватиме тоа, туку ќе ни го просветли, осветли нашиот ум, за да видиме што е што и да донесеме права одлука. И оние познати стихови мора да ги прочитам и ќе ви кажам едно интересен момент што го доживеав овие денови. Римјаните 7 глава 18-19 стих. Имено јас знам дека никакво добро не живее во мене, односно во моето тело, зашто желба за добро има во мене, но не и сила да го правам тоа. Зошто не го правам доброто што го сакам, туку го правам злото што не го сакам. Многу ретко, за жал, се случува да видите некој добар филм во последно време, тоа некојаш го спомнам, значи воопшто не гледам. Многу ретко, значи сакам да видам некој добар филм кој што нешто ќе ме поучи. И одма ме седна на столче, мислам на двосе, тросе што беше дома, кога почнува филмот, мислам ја прочитав содржината првин, почнува со овие стихови. Млад дечко, мислам така, ете, во некој 20, може и кусор години, може беше, и почнува со овие стихови. Човекот фатен на некој вид на оние синтетички дроги, не знам, не се сеќавам баш како се викаше, некој вид како кристали беа, ги чуваше во кесичка и беше зависник од адреналин, а спортиста, познат хокеар, но токму заради таа негова немање на самоконтрола, баталува и хокеј и се, а доста успешен, значи, во хокејот, нетрпелив, му се дереше на тренерот
И што се случува? Оди, значи, како што кажав, зависник од адреналин, оди во, дали Сиера Невада, не знам, таму некој од тие планини, каде што имаше добар снег и скија на даска, како се вика тоа. Да, како сноуборд, да, сноуборд. И објавија и кажа, веќе почна да се замаглува дека ќе има бура. Меѓутоа тој, знаете, зависник од адреналин, од возбуда, решава да оди. И се губи во планината. Ова е вистински настан, значи. Станува збор за човек, 2006-2007 негде се случува действието, вистинскиот настан, мислам. Се губи во планината и поминува 7 дена. Дури на 8-миот го наоѓаат, кога го праќа, успева да го прати последниот сигнал од некој вид на радио, нешто што му беше тоа во рација, пред да му замре батеријата. Да, значи се качи на највисокото место што можеш и тоа ползејки со последните сили. Но го спасија на крајот, мораа да му ги ампутираат нозете, па потоа со оние протези, повторно продолжи со работа како тренер на хокеј, денеска мислам дека тоа работи, и повторно скија. Но битниот момент беше кога пропадна во езерото, значи на мразот, пропадна во езерото, значи се направи лом до жива вода, до коска, и што ќе прави сега на тоа ладно време? Соблече се од себе да ги суши таму лиштата. И се тресе целиот. И во тие мигови му текнува на дрогата, а уствари по неа се фрли, мислам, не по неа се фрли, пропадна, али по неа мораше да оди доле таму до дното, не знам каде, за да си ја најде дрогата во езерото. И тогаш во тие мигови, значи тие тешки мигови, не знам, може би некојаш на човек такво нешто треба да му се случи. Знаете што решава? Значи, ја доближува до уста, брка во кесето, да ја стави во уста, или како беше? Да, во уста, мислам, дека ставаше, го фрли кесето, го сгази. И се реши од зависноста, замислите си, во таков еден миг. Тоа сакав да го потенцирам. Многу поучен за мене филм, а во времето кога мајката негова дознава дека он е загубен и дека дури се губат шансите, рекува веќе потрагата ќе се прекине и сега бараме само труп, тело. Таа се молеше со псалм, сега не ви текнува кој псалм беше, требаше да запишам тоа. Значи, убав филм, вистински настан, ете човекот преживел и тоа што е битното се откажа од зависноста, еве во тие некои такви тешки моменти, кој знае што се му поминува во глава. Он веројатно желбата да преживее, да живее. А замисли си, Господ ни дава нам шанса да живееме, и тоа не само квалитетен и добар живот овде на оваа планета, туку ни нуди вечен живот. Јас ќе опрштам само што овој цитат, имам уште повеќе, меѓутоа тоа во некоја друга прилика. Ќе прочитам еден цитат кој што се наоѓа во Копнежот на вековите на 668 страна. Секоја вистинска послушност доаѓа од срцето. Тоа значи да се работи со Христа со цело срце. Ако сакаме, тој ќе се изедначи со нашите мисли и цели, нашите срца и умови ќе ги доведе во хармонија со својата волја и ние, слушајќи го него, всушност постапуваме според нашите природни поттици. Тоа е моментот кој што сака Господ да го постигне кај нас. Че не е доволно само желбата. Ви можете да имате желба, да немате сила. Или може би се придржувате до принципите, еве здравствени принципи. Меѓутоа желбата кај вас се уште тлее. По, нешто, што и да е тоа, што е штетно за вас. И затоа ми се допаѓа брат Раде, што е оригинален онака. Посебно во петоците, онака кој ќе се собереме. Зашто тоа е тоа. Може би некој нема да го каже тоа онака оригинално, и ќе рече, па јас не јадам тоа и тоа, ама желбата кај него тлее. Тука е.
Сте го победиле? Не сте го победиле. Сте во хармонија со Божјата волја? Не сте. Затоа само на новото раѓање, таа сила на милоста од озгора, силата што доаѓа од Евангелието може да ни помогне и да не обнови. Волјата вели очистена и посветена ќе најде свое највозвишено задоволство во неговата служба. Кога ќе го запознаеме Бога онака како што имаме предимство да го запознаеме, ќе живееме живот на постојана послушност, со почитување на Христовиот карактер и во заедница со Бога, гревот ќе ни стане одвратен. Тоа е моментот кој што треба да го постигнеме, односно да Господ го постигне во нас. А тоа Господ го може, ние не го можеме. Знаете, кога вели оној стих што претходно некоја сабота го читавме во Откровение 3:21, оној кој што ќе победува, на оној кој што победува ќе му дадам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив и седнав со мојот татко на неговиот престол. Што значи тоа? Кој седи на престолот? Како беше? Замислете си, тоа значи дека вие заедно со Христа седите на престолот, неговите мисли се и ваши мисли. Вие природно сте го добили веќе Христовиот ум, како вели у Филипјаните 2 глава, кој е Христовиот ум? Да гледате на другите како повисоки да сте, поголеми од вас. Да се понизите. Како Господ ја постигнал победата всушност? Видете, интересна работа. Што е проблемот? Проблемот е во тоа што пониската власт завладеува со повисоката, односно највисоката власт. Кај ѓавол било тоа проблемот. Кај човекот е тоа проблем. И во самиот наш ум, пониската природа владее над повисоката природа. Како Господ го решава тоа? Доаѓа, Господ Исус се симнува и станува човек, и не само човек, што вели Филипјаните 2 глава, слуга. Зема облик на слуга. Највисоката власт се симнува и паѓа под пониската власт, за да нам ни обезбеди начин на победа и на спасение. Неверојатно, тоа е човек да остане без збор. А кој сме ние и што сме ние? Нека Господ ни помогне, а ние да бараме. Може би немаме желба за некои работи. Мора да бидеме искрени, мора да бидеме реални пред Господа кога паѓаме на колена. Не е лесна борбата, но потребно е тоа да му се предадеме целосно. Тоа е целосна искреност, целосна отвореност, а тој и онака ги знае нашите слабости, меѓутоа потребна е таа соработка. Потребна му е таа соработка. Нека Господ ни помогне во тој правец да конечно победиме. Нека му е слава нему. Амин.